Добар ден. Кој ни сава? Ало. Ало, добар ден. Само така да кажем, три категории само ли само како Само по-гласно ќе ве молам, многу тишко. Повелете. Овие категории се што не може кротечајци. Од кога остана? Тоа ви интересира? Вакви категории има многу цела држава е приватна, првата држава. Сите ќе сакаше да им наред да седат дома, без да работат и да си отерат. А од тие треба да одат штекуват кај Бранко не пушти. Бранко и папите не пушти. Бранко ги взема милиарди пари. Бранко ги изголеми стажот на 6-64, само да се обжата. Само да штекуват. Добро, ви благодарам. Вики имат колку сака што се партиски, градоначалник на Куманово ги потерува работа. Подплатуват и прават страйкови. Тие страйкови не се легитимни, само си штетат на себе. Не е останија власт. Професионалните војници ги плаќали некој? Молим? Професионалните војници ги плаќали некој за да штекуват? Кога го правиле тоа, тај договор? Сега ли овие 3 години правим тај договор? Тај договор кога е правен со себе да прави? И они се знаат. Да, меѓутоа тие протести исто така не се од вчера. Тај договор е правен со они и нека си го тражат таму договорот. Што ми минали договорот, пријатели. Толку не и треба да се штекува. Не може да биде она, да речеме на сите да може да ги зголеме. Се штите барени, а тие барени не е ни у кампања, ни било, ни за овие категории што се подсече, ни за достоинство, ништо не е обеќано. Ако обеќано, Да се, господине, ајде да ве прекинам јас. Има, знаеш колку? 80-90. Ајде вака. Моли. Знаете кои сме ние, они од шаториве, каде што не изиграе? Ние сте тие, кај Бранко ќе одат. Бранко ве изигра. Нема поима вала. Това е нова, што не знае ништо. Ние секаде ќе одиме, господине, каде што ќе треба и со црн ѓавол ќе се вржеме, само овие луѓе да добијат оно што барат. Категориите има такви, сите ќе земате на пушително држава. Имате вие плата, ве молам? И ништо не. Вие зимате плата или пензија, што се вие? И да сам јас може сам од тие. Вас колку ве плаќаат за да ни поставите вакво прашање, ве молам? Луѓе, не мислите за да. Колку ве плаќа господин Груевски ВМРО за вакво прашање, ќе ми речете вие? Душна е влада, мислите. Добро, ви благодарам, ви благодарам, пријатно. Дали треба да протестирате пред СДСМ? Дали со СДСМ беше вклучен се договор? Може да споменам за договорите. Господинот, секој си има право на своје мислење, нели? Не е запознат во врска со договорите. Во различен период различни договори се подпишувале. Неколку пати се има измени на законот. И овој пат беше повторно барано измена на законот, а предходеше пред 3 години друга. Целта беше ваква, односно, случувањата се вакви. Овие луѓе сега што си одат, оваа година, кога имаше договор до 35 години, веќе заминува. Власта донесе одлука измена на законот за зголемување на 38 години. И тоа беше посочено дека се зголемува за 3 години, во меѓувреме да се најде решение. Дојдовме повторно до таа сега 38 година, решение не се најде. Значи, ние продолжуваме тоа што ни беше ветено, така од 35 на 38, до 38 ќе се најде решение и сега го бараме тоа. Да се случува измена на законот и бараме да се внесат тие измени кои што се потребни. Тоа е така. Кажете ми, дали вие чувствувате потреба на некој начин повторно да се обидете да контактирате со владата? Сега знаете дека опозицијата веројатно никаде не ги решила проблемите. Треба да дојде на власт за да започне решавањето на проблемите. Има ли можност за контакт на таа страна, така? Така да ви кажем, ние тоа никогаш не го ставаме назад. На 1.6. најново побарано од влада на Република Македонија да не спреми на преговори. Бевме, баравме и секој наш процес ние одиме пред влада и бараме прием. Од каде не примаат и не игнорираат. И јас мислам дека не сме ние виновни, ние бараме, значи, средби. Само сме игнорирани од страна на владата, не примаат пред повеќе ни на разговор. Ало, добар ден, кој сава?
Ало? Добар ден, повелете. Ало? Добар ден, повелете, ве слушаме ние тука, одлично. Здраво, Македонијо! Од Шипка Враков Венчислав, од Центар за развој на јавното мислење. Добар ден. Ја ќе зборам две реченици за Македонија прво. Македонија е најбитната. А овие категории, заедно со граѓаните, треба прво тоа да го имат на ум. Сега, спасот и го кажам одма. Јас сум највише зборил и на оваа емисија и го формиравме Центарот, баш за тоа. Гледајки само за себе, никаде не стига Македонија. Тоа што значи тоа? Вчера и некна се десија работи што се најпозитивни до сега за Македонија, од постоењето до сега. Енергијата го движи светот, економијата го движи светот. Договорот што вчера е направен за гасификација, спасот на економијата ќе биде спас и на Македонија, и на стечајците, и на овие резервни војници. Сега. Прво е тоа најважно. Сега имам конкретни прашања. И ќе бидам на линија за да може да комуницираме, али најотворено. Овие две личности си треба да одговорат на граѓаните на Македонија. Значи, оние представуваат некоја асоциација, а оваа емисија треба да одговори баш на граѓаните на Македонија, а ние сме учесници во емисијата. Ние градиме правила на игра, ние поставуваме. Ајде повелете, поставете прашање. До господјицата ли, господја, како, не знам. Центарот за развој на јавното мислење, нейна колешка го воде. Кавракова Васка е стечаен управник. Сега, до неа лично. Она направила нешто за развој на јавното мислење, значи направила центар и се приме прво јавното мислење, демократијата да стигне во Македонија. До неа конкретно прашање. Ние ќе застанеме и ја и мојата сопруга први до неа, ако она го сванеше најважното пред целата македонска јавност. Креаторот на стечајците, јас знам жена ми кој направи стечаец, 99% се знае кој е. Прво требаше господјата, која ги представува кобајаги стечајците, да повика и ја ќе застанев позади и Центаро, да отидеме пред канцеларијата на најмладиот пензионер, продукторот што дојде до оваа ситуација. После тоа може да отидеме до владата. Значи, прво и најважно, за да стекне некој поверење е тоа првото. Второ многу важно, да расчистиме. Секој збор во вокабуларот нено иницира, асоцира на ароганција и секој. Ама сега вие не сте во позиција дадена да судите. А поставете прашање, не ми давате оценки. Господине, ајде да ви се примешам. Јас се извинувам, господине Венцов. Ние сме исти тие од шаториве на почеток со Бранко почнавме пред шаториве јасни кон протести. Немојте така. Ние сме да никаде и требам подршка од вас, а не вака да се понашате со гладен и жалостен народ, ве молам. Ве молам, господине Венцислав, знам ја ваша определба, на многу емисија се јавувате и Трнбумбари, Белбумбари, секаде. Дајте, молиме, бидите коректни. Немојте да напаѓате, ставите ја Лилјана Георгиевска на страна. Дајте за стечајците да разговараме, а тие што ми забраа, со нив таму. Благодарам. Може да поставам още едно прашање. Ајде, поведе. Најважно, зашто секој момент го користи по 20 пати да плука на владата, да плука на премиерот. Не ги бранам, ни владата, ни премиерот. Меѓутоа, ние, граѓаните, од буџетот треба да издвоиме за господата што ги води стечајците. Значи, Така, ќе ве прекинам пак, не можам така да дозволам некој да се понаша со мене. Господине, никогаш во животот не сам замислила да плукам на владата. Тој премиер е лично од моја рака биран на избори, реизбори, локални избори. Му дадовме сите стечени работници доверба 4 години. Ве молам, ако сте партиски определени, може да вам кажам и јас дека сам една од вашите. И јас сум ВМРО исто ДПМН и се гордеам можда што сум ВМРО ДПМН. Ама немојте да се предомислам, ве молам. Дајте за гладен и жалостен народ да разговараме, ставите Георгиевска Лилјана на